Вистинската телевизија не би била вистинска доколку на неа не се емитува програма наречена Вистина е. Следува студиското издание на редовната рубрика Вистина е на Вистинска телевизија. Презентираме факти, статистики, аргументи и други вистини. Овој пат во потрага по вистината за Законот за употреба на македонскиот јазик. Вистина е дека словенската писменост се создала во втората половина на 9 век, кога Кирил ја составил првата словенска азбука, глаголицата. Залагајќи се за ширење на христијанската вера, Кирил успеал со својата моќ на оратор и филозоф да го убеди римскиот папа официјално да го признае словенскиот јазик. Вистина е дека јазикот на старите словени се нарекува прасловенски јазик, а јазикот по создавањето на азбуката се нарекува старословенски јазик. Вистина е дека старословенскиот јазик е првиот литературен јазик на сите словени, тоа е јазикот на словените кои живееле во околината на Солун во 9 век. Вистина е дека глаголицата е првата словенска азбука која има 38 букви и е создадена од Кирил. Кирилицата е создадена малку подоцна, врз основа на грчкото писмо и има 44 букви. Вистина е дека словенската писменост се остварувала преку книжевните школи, Охридската и Лесновската во Македонија, каде се пишувало со глаголица, и Преславската во Бугарија, каде се употребувала кирилицата. Вистина е дека создавањето посебен македонски јазик започнува во 12 век со првите варијанти на словенските јазици. Во периодот меѓу 15 и 18 век се појавуваат дамаскините, текстови од македонската територија пишувани на разбирлив, народен јазик. Тие представуваат почеток на македонски книжевен јазик. Вистина е дека на почетокот на 19 век се појавуваат македонските просветители и првите печатени книги на народен македонски јазик. Вистина е дека заложбата на просветителите Јоаким Крчовски, Кирил Пејчиновиќ и Теодоси Синаицки била употребата на народниот македонски јазик и во богослужбата и во книгите. Вистина е дека во средината на 19 век почнува позасилено да се размислува за официјален јазик. Тогаш се издвоиле две гледишта: да се оформи заеднички македонско-бугарски јазик, застапувано од Партенија Зографски, и да се создаде одделен македонски литературен јазик, застапувано од Ѓорѓија Пулевски. Вистина е дека со појавата на книгите на Ѓорѓија Пулевски започнува стандардизацијата на македонскиот јазик. Вистина е дека во 1903 година излегува од печат книгата за македонските работи од Крсте Петков Мисирков, што представува прва стандардизација на македонскиот јазик. Вистина е дека кодификација представува официјално озаконување на литературниот јазик и негова практична примена. Македонскиот јазик е кодифициран на првото заседание на АСНОМ, одржано на 2 август 1944 година. Вистина е дека Блаже Конески ги напишал правописот, граматиката, историјата и речникот на македонскиот јазик, како и голем број други научни студии поврзани со јазикот. Вистина е дека идејата за стандардизација на македонскиот јазик датира уште од 19 век, но прв посериозен научен пристап представува објавувањето на книгата за македонските работи од Крсте Петков Мисирков во 1903 година, на чија основа подоцна во 1945 година е извршена стандардизацијата. Вистина е дека кодификацијата на македонскиот јазик се поврзува со решението на првото заседание на АСНОМ за уведување на македонскиот јазик за стандарден јазик во државата, со усвојување на македонската азбука, како и усвојување на македонскиот правопис. Во денешното издание на Вистина е на оваа тема ќе разговараме со универзитетската професорка, јазичарка, лекторка и поетеса Елизабета Бандиловска. И благодарам на поканата. Драго ми е што ќе разговараме токму на оваа тема. Професорке, која е вистината за Законот за употребата на македонскиот јазик? Вистината за законот? Па мислам дека време беше да се донесе еден нов, малку подновен закон за употреба на македонскиот јазик. Знаеме дека првиот закон е донесен 1998 година. И ако го гледаме тоа растојание од повеќе од 20 години меѓу донесувањето на првиот и сега на овој нов закон за употребата на македонскиот јазик, не би можела да речам дека состојбата е подобрена. И тогаш, како и сега, причините или согледувањата зошто ја имавме потребата од еден ваков закон се исти. Алармантна состојба во однос на негрижата за правилна употреба на македонскиот јазик, непочитување на постоечките законски мерки и тогаш кога го имавме стариот закон. И искрено се надеваме дека овој пат многу повеќе ќе покажеме сите грижа во однос на употребата
и целта ни е на некој начин со неговата примена, со почитувањето на сите она што го предвидува Законот за потребата на македонскиот јазик, колку што можеме повеќе да стигнеме до некое совршенство на езичниот израз и во пишуваната и во говорната форма на јазикот. Што е променето со новиот закон и зошто беа потребни точно 25 години за да се изврши таа промена? Во однос на она што е променето, би рекла дека основата е постоечкиот, значи оној стариот, да речам, закон што го имавме, почнавме од тука, значи добар дел вградивме и надополнивме во однос на она што беше претходно предвидено. Ги прецизиравме подетално областите во однос на примената на законот, односно каде се треба да се почитува, да се води зголемена грижа за неговата правилна употреба, користење, примена. Имено со новиот закон предвидено е дека задолжително треба да се лекторираат сите акти, сите документи, сите текстови, се што произлегува од работата на извршната, законодавната, судската власт, единиците на локалната самоуправа, сите јавни установи, институции кои што се формирани и подлежат со финансирање од буџетот, медиумите, че се што излегува како текст надвор во официјалната сфера на комуникација или на општење, сето тоа треба да биде лекторирано. И претходно се знаеше дека текстовите, книгите, учебниците треба да бидат лекторирани. Овој пат новина е што задолжително треба да се наведе името на лекторот што го извршил лекторирањето. Задолжително е вработувањето во сите овие установи што и претходно ги споменав, значи единиците на локалната самоуправа, судството, законодавната, извршната власт, јавните установи, институции, значи задолжително мора да има вработен лектор и тоа ќе подлежи и на санкционирање доколку не се испочитува. Исто така новина е формирањето на инспекторатот за употреба на македонскиот јазик, што значи дека сега ќе имаме инспектори кои што ќе действуваат на терен и многу повеќе ќе се грижат за практичната примена на законот за употреба на македонскиот јазик. Кога сме кај инспекторатот, како се вршеше тоа санкционирање до сега? Па до сега, не знам, искрено не сум запознаена дали имало некакво санкционирање во однос на неправилна употреба на македонскиот јазик, во однос на непочитување на оно што се однесува оној дел на законски дека треба да се лекторираат книги, учебници или магистарски и докторски трудови или содржини кои што одат јавно како што е преку медиумите, плакати или нешто, иако постоеше можноста преку допрен глас да анонимно да се достави представка до Министерството за култура и до Советот за македонски јазик. Не сум запознаена дали тоа воопшто е искористено како можност, меѓутоа на овој пат би требало сето тоа да биде поинаку регулирано, како што споменав и претходно, токму преку инспекторите кои што ќе действуваат на терен, а целта е не само да се применува законот, туку и многу повеќе да ја подигнеме јазичната свест кај сите нас што зборуваме, го користиме јазикот, да станеме свесни дека не можеме да пишуваме како што сакаме, да зборуваме како што сакаме, бидејќи тоа го бара од нас јазичната норма. Забележав особени промени во членовите 10 и 13 од законот. Членот 10 е посветен на лекторите и полагање на лекторскиот испит. Кои студенти имаат право да го полагаат овој испит и на каков начин се врши полагањето? Полагањето на лекторскиот испит, значи строго се знае за кого кој може да се пријави, кој може да го полага. Тоа се студенти кои што имаат завршено на филолошките факултети ширум нашата земја, групата македонски јазик или на групата македонски јазик и книжевност, но со прв главен предмет македонски јазик. Овие студенти по завршувањето на студиите, значи дека треба да има 240 ЕКТС кредити, може да се пријават и да го полагаат лекторскиот испит. Полагањето се состои од неколку дела, значи има првин влезен тест, каде што се прави една проверка на општите, да речам, познавање од областа на македонскиот јазик, граматика, практичен дел и устен дел. Колкава е заинтересираноста за студирање македонски јазик на таа катедра конкретно? За жал, последниве години се намали интересот за студирање на македонски јазик. Може би, дел од причините веќе ги споменавме околу лекторите, иако
и стариот закон предвидуваше нели лекторирање на текстови, не беше предвидено задолжителното вработување на лектори во сите институции, меѓутоа можноста за текст што треба задолжително да се лекторира секако беше утврдена и таму. Меѓутоа се сведе на тоа дека може, но и не мора, или имаше случаи кога едноставно името на лекторот само се става да стои текстот, книгата, учебникот, поминате формално колку да се рече или воопшто не е ни лекториран. За жал имавме такви случаи. Искрено се надеваме дека со токму со овој закон и со неговата примена ќе се зголеми интересот за студирање први на катедрите за македонски јазик и ќе се зголеми интересот за подоцна за полагање на испитот за добивање лекторска лиценца. Неопходна е потребата од лектори во сите институции, знаејќи го особено фактот дека нели тоа го знаеме сите ние што се занимаваме со јазикот, дека се учи и не само нели во установите, во училиштата, туку се учи од она што го читаме, го гледаме, го слушаме околу нас, како е напишано, како е изговорено, сето тоа влегува во свеста на младите генерации. Колку од студентите што завршуваат на катедрата за македонски јазик се заинтересирани да го полагаат овој испит? Не мора дека и не значи дека сите треба да се запишат, че сепак е тоа личен избор на студентот. Со завршувањето нели на факултетот на студиите македонски јазик се знае дека професијата е да се биде наставник по македонски јазик во основно или во средно училиште. Останува личен избор, лична желба дали јас сакам да се запишам, да го доучам или да го доусовршам на некој начин познавањето во областа на македонскиот, строго во областа на македонскиот јазик, познавајќи уште подетелно граматиката, правилата во однос на нели стилско, лексичко, граматичко исправање на текстовите, личен избор е, не мора да значи дека секој дипломиран студент на овие две групи мора да се запише и да биде лектор, особено што лекторството како професија е навистина сериозна професија и занает кој што се учи цел живот. Вистина е дека со 96 гласа за во јануари годинава донесен е новиот закон за употреба на македонскиот јазик. Дали започна неговата примена? Па ние искрено се надевавме дека ќе почне таа примена час поскоро, меѓутоа заради изборниот процес, на пример, ево одложено е формирањето на инспекторатот, нели таму стоеше дека треба да се формира најпрви инспекторат, да се вработат инспектори кои што ќе действуваат практично на терен и ќе се грижат многу по-целосно во однос на примената, почитувањето на законот за употребата на македонскиот јазик. Во однос на вработувањето на лекторите, значи според законот дадена една цела година за да речем на некој начин да побараат финанси за да можат да вработат лектор. Така што очекуваме во текот на оваа година дел или поголем дел од она што е предвидено со законот да биде реализирано, а секако ние како Совет за македонски јазик постојано ќе бидеме тука, ќе гледаме и ќе настојуваме сето она што сме го дале како препорака или стои како во законот да биде испочитувано максимално. Дали мислите дека овој закон ќе зголеми заинтересираноста кај младите за оваа професија? За студирање на македонски јазик и за вработување, за работење како лектор, да, очекувам, и тоа се очекувањата нели на поголемиот дел од нас македонистите. Исто така она што го очекувам од поголем дел од нашата академска заедница пред се, сите ние да водиме поголема грижа за употребата на македонскиот јазик, да станеме свесни за можностите на сопствениот јазик, да водиме поголема грижа колку, како, каде го користиме, како го употребуваме, особено во наставата, во училиштата, па и во, нели, почнувајќи до прв циклус воспитно во градинките, каде што започна тој процес на воспитание и на некој начин првите почетоци на учење, на усвојување. Основата, формирањето на основата се разбира е тука тој предучилиштен и раниот училиштен период, кога децата ги стекнуваат првите навики за се во животот и, па би рекла, и во однос на јазичната свест и култура. Очекувам дека сите ние ќе водиме многу повеќе сметка како пишуваме, како зборуваме, особено оние што се јавни лица, бидејќи многу често она што го слушаме од другата страна, нели кога ги имаме дебатните емисии, кога имаме различни содржини што ги пласираат медиумите, сето тоа
влијае во однос на свеста на младите лица, особено кога станува збор за изговорот. Забележав исто така голема промена во паричниот износ на казната. Која е причината за таа промена? Тука е направено согласување со Законот за прекршоци. Значи цените не дека ние сме сакале од Советот или некој ни ги наложил, тука едноставно направено согласување на глобите според постојниот закон за прекршоци. Целта е не е толку да се казнуваат, со законот се предвидени и опомени, туку едноставно ајде да се научиме да зборуваме како што треба, да пишуваме како што треба, да го користиме јазикот онака како што треба, јавно. Сите знаеме дека дома со своите пријатели можеме да зборуваме како сакаме. Значи си го користиме дијалектот, да го користиме разговорниот јазик, но надвор во официјалната комуникација мора да го користиме македонскиот стандарден јазик, на тој начин да си го заштитиме за понатаму, за идните генерации. На каков начин ќе се врши таа контрола, бидејќи знаеме дека има голем број на лектори кои што работат приватно? Да, значи има лектори кои што работат индивидуално, некои се здружени во, да речам, некакви фирми каде што да речем се јавуваат на тендери за лектура, за преводи, чи некакво спојување, сојуз меѓу лектори и преведувачи. Веќе споменав, контролата ќе ја вршат инспекторите, а останува одговорноста, да речем, на лекторот, на каков начин ќе пристапи кон лектурата на текстот. Сепак е тоа индивидуален чин, значи да го излекторира текстот во секоја смисла, правописно, граматички, стилски, лексички, да го доведе колку што може тој текст до совршена форма, а контролата може да ја направи секој од нас. Сепак постои и таа можност за анонимно, за да се пријави ако некој не извршил добра лектура, ако не е задоволен, можеби авторот на учебникот или не знам на некаков текст, документ, ако нешто е направено како што не треба, и секако тука се инспекторите. Во законот покрај другото пишува дека е задолжително вработувањето на лектори. Дали тоа започна да се реализира и ако не, кога би започнало? Мислам дека изборниот процес кој што веќе е започнат не дозволува работување, колку и да има интереса, верувам дека некаде веќе се и започнати сите тие постапки во смисла нели дека треба да се отвори работно место во систематизацијата, да се бараат финанси. Меѓутоа годината што е или рокот што е даден за да се исполни овој делот што го предлага законот за потреба на македонскиот јазик е 1 година. Верувам дека по изборите сите правни субјекти кои што се повикани или кои што задолжително треба да вработат лектор во своите редови, дека ќе мора да пристапат кон исполнување на овој дел од своите обврски. Колку наши лектори имаме во странство и дали ќе имаме повеќе вработување и отворање? Претпоставам дека ова прашање се однесува на лекторите наставници, бидејќи постои разлика меѓу лектор кој што го лекторира текстот во однос на неговата јазична стилска граматика, нели како е текстот напишан, и лектор наставник кој што го предава македонскиот јазик во странство. Имаме лекторати, да. Пред, не знам, 20 години можеби ги имавме многу повеќе. Факт е дека е намален бројот на лекторатите што ги имаме во странство. Мислам дека активни се 10, каде што се изведува настава по македонски јазик и кои што нели имаат и студенти каде што се изучува на различни нива македонскиот јазик. Можеме и би ги наброила, да речеме, последниот отворен лекторат е неодамна во Тирана, Република Албанија. Инаку имаме лекторати по македонски јазик во Хрватска, во Риека, во Романија, Букурешт, Унгарија, Будимпешта, Париз, Москва, имаме наш лектор во Универзитетот Ломоносов, во Кина, во Пекинг, во Турција и во Истанбул и во Анкара. Значи, мислам дека се така и Полска, да не ја заборам, тука имаме и во Краков и во Сосновиец. Добре, професорке, ви благодарам на гостувањето. Дали имате некоја порака до гледачите за крај? Ви благодарам и на поканата, секако, и што би им порачала на гледачите да се грижиме многу повеќе за нашиот македонски јазик, за
Сепак тоа е наш мајчин јазик и ние сме тие што треба да го зачуваме за едните генерации. Секогаш кога зборуваме јавно, кога имаме јавен настап, многу повеќе да внимаваме на употребата на стандардниот јазик, а дијалектите да си ги оставиме за неофицијална комуникација. Секако тие се богатство на нашиот јазик, но сепак сферата на употреба им е различна и да водиме да имаме поголема свест и поголема грижа за зачувување на македонскиот јазик. Благодарам. Благодарам ви. Ја дознавме вистината за законот за употреба на македонскиот јазик, а со факти и аргументи за некоја друга интересна тема се гледаме во наредното издание на Вистина е. Вистина е дека словенската писменост се создала во втората половина на 9 век, кога Кирил ја составил првата словенска азбука, глаголицата. Залагајќи се за ширење на христијанската вера, Кирил успеал со својата моќ на оратор и филозоф да го убеди римскиот папа официјално да го признае словенскиот јазик. Вистина е дека јазикот на старите словени се нарекува прасловенски јазик, а јазикот по создавањето на азбуката се нарекува старословенски јазик. Вистина е дека старословенскиот јазик е првиот литературен јазик на сите словени, тоа е јазикот на словените кои живееле во околината на Солун во 9 век. Вистина е дека глаголицата е првата словенска азбука која има 38 букви и е создадена од Кирил. Кирилицата е создадена малку подоцна, врз основа на грчкото писмо и има 44 букви. Вистина е дека словенската писменост се остварувала преку книжевните школи, Охридската и Лесновската во Македонија, каде се пишувало со глаголица, и Преславската во Бугарија, каде се употребувала кирилицата. Вистина е дека создавањето посебен македонски јазик започнува во 12 век со првите варијанти на словенските јазици. Во периодот меѓу 15 и 18 век се појавуваат дамаскините, текстови од македонската територија пишувани на разбирлив, народен јазик. Тие представуваат почеток на македонски книжевен јазик. Вистина е дека на почетокот на 19 век се појавуваат македонските просветители и првите печатени книги на народен македонски јазик. Вистина е дека заложбата на просветителите Јоаким Крчовски, Кирил Пејчиновиќ и Теодоси Синаицки била употребата на народниот македонски јазик и во богослужбата и во книгите. Вистина е дека во средината на 19 век почнува позасилено да се размислува за официјален јазик. Тогаш се издвоиле две гледишта: да се оформи заеднички македонско-бугарски јазик, застапувано од Партенија Зографски, и да се создаде одделен македонски литературен јазик, застапувано од Ѓорѓија Пулевски. Вистина е дека со појавата на книгите на Ѓорѓија Пулевски започнува стандардизацијата на македонскиот јазик. Вистина е дека во 1903 година излегува од печат книгата за македонските работи од Крсте Петков Мисирков, што представува прва стандардизација на македонскиот јазик. Вистина е дека кодификација представува официјално озаконување на литературниот јазик и негова практична примена. Македонскиот јазик е кодифициран на првото заседание на АСНОМ, одржано на 2 август 1944 година. Вистина е дека Блаже Конески ги напишал правописот, граматиката, историјата и речникот на македонскиот јазик, како и голем број други научни студии поврзани со јазикот.